Во чест на денешниот христијански празник посветен на Свети Атанаси Велики, денеска во православниот црковен храм во населбата Оризари се одржа света божествена литургија, на која присуствуваа голем број верници од Оризари и околните населени места. На светата Златоустова литургија чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион, кој на сите православни верници им го честиташе денешниот празник, и на црковниот одбор кој работи на целосно обновување на храмот. Помесна и автокефална, како мајка црква на сите нас, која што не собира, не осветува, не благословува и не подготвува за вечниот живот, не повикува денеска да го прославиме големиот светител, големиот богослов, големиот ученик, но и големиот страдалник за верата Христова и за учењето на вистината Христова, големиот сведок за воскресението Христово, светиот богоносен Атанаси Велики, кој што знаеме од неговото житие е роден во Александрија во 296 година од набожни родители. Уште како дете избран од Бога и благодата на Свети Дух, раководејќи со него, тој покажал знаци дека ќе го служи на олтарот на Севишниот Бог и дека ќе биде сведок за воскресението Христово. Црквата Свети Атанаси Велики во Оризари е комплетно обновена благодарение на членовите на црковниот одбор кои напорно работат на собирање донации од граѓани кои живеат овде. Инаку црквата посветена на Свети Атанаси е градена во 1848 година, потоа делумно разрушена за да повторно биде изградена во 1876 година, а фреско живописана во таванскиот дел од страната на тајфата на Исаија Макаровиќ од селото Гари Дебарско, кој престојувал во Кочанско. Од 55 икони во црквата во Оризари, 17 се наоѓаат во регистарот на регистрирани икони на Заводот за заштита на спомениците на културата во Македонија.